Професорке Гордана Сињановска-Давко, влеговте во председателската трка, кампањата веќе третен како што е почната. Која е вашата идеја? Зошто влеговте во трката за председател и како ја гледате институцијата председател во иднина? Како вие би ја подобриле доколку бидете избрана за председател? Денеска парламентарната демократија е во тешка криза во светот, во Европа, во Македонија, особено на Балканот. И сега јас предавам политички систем, уставно право, ги знам компаративните состојби, ги знам и сум ги почувствувала македонските внатрешни состојби и повеќе од 30 години дури на факултет, а се разбира од 90-та година наваму и во самостојна и независна Македонија, сум ги нотирала проблемите, слабостите. И еве сега дојде време кога можеби тоа можам да го предложам, да го предочам. Не знам дали ќе се оствари, но ќе се обидам. Што би правила? Па прво за професор по уставно право, логично е да верува дека председателот треба да биде човек од народот, за народот, со народот. Значи, јас преферирам директен избор на председател. Често пати слушам дека можеби проблемите во парламентот, а можеби и потрошените пари би се намалиле ако председателот се бира од парламентот, но мислам дека е тоа еден од најпогрешните претпоставки. Зошто? Зошто во услови на пореметена рамнотежа на власта, во корист на извршната власт, тогаш сета власт, вклучувајќи ја и председателската, ќе се најде во рацете на еден, на двајца, на неколкумина, и законодавната, и извршната, и судската власт. А ние знаеме во парламентот како се бираат или како се средуваат под наводници работите. Со компромиси, со пазари, со уцени, со привилегии и тогаш двајцата лидери на најголемите под наводници политички партии, една македонска и една албанска, ќе си го договорат кандидатот, денеска нашиот, утре вашиот, и ние граѓаните ќе имаме човек по мерка на двајцата конзули, а не по мерка на пратениците, кои во Македонија се гласачка машинерија, вежбаат постојано брзина на прстите во гласањето. Не знам од кога не сме чуле дебата. Значи, мислам дека е тоа лошо решение. Останувате на концептот непосреден избор на председател. Непосреден избор? Дали нешто друго би смениле во председателската биодбор? Да, многу работи. Впрочем, и Венецијанската комисија, само да не заборавам, и препорачува на Македонија во најмалку 3 извештаи да го тргне цензусот од вториот изборен круг, за да не се соочуваме со евентуална блокада на процесот. Зошто? Затоа што е така функционираат компаративните искуства. И тоа е еден модел кој што уште ако го гледаме низ призма на церемонијалните функции на председателот, многу логичен е. Очекувате ли цензус? Да, јас очекувам цензус. Мислам дека е важно да се излезе на овие избори. Зошто? За да се делегитимира власт. Таа е делегитимирана уште по неуспешниот референдум, зашто се што следуваше по референдумот не е врзано за изворот на суверенитетот, граѓаните, туку за нив, но ова би значило потврда на тоа и веројатно би довело до потреба од предвремени парламентарни избори. Велите што би направила? Многу нешта би направила. Еве само накусу да набројам. Прво, председателот има овластување во надворешната политика, тоа е поделена надлежност со Министерството за надворешни работи. Мислам дека кохабитацијата, бидејќи тоа ќе, ако победам јас на изборите, ќе се случи, не е болест, туку е здрава можност, здрава вежба на
консензус, на државнички однос за прашање од национален интерес. Но во оваа сфера сум имала и имам големи забелешки на дипломатите, на оние кои се нашиот лик во европското и во меѓународното огледало. Мислам дека дипломатите треба да бидат исклучително квалификувани, исклучително одговорни, зашто представата за Македонија, првата и најважната, ја даваат тие. Да подсетам кои све луѓе беа во дипломатијата. Тие не само што не ја представуваа Македонија таква каква што е, туку во уште полоша светлина. Значи, логично е да може да се отповика некој кој не ја представува земјата како што треба. Дали тоа би ја зајакнало улогата на председателот? Не велувам, јас не би сакала да се зајакне улогата на председателот, но председателите кои досега не беа многу активни во диалогот за стручниот профил на дипломатите, сигурно дека би ја потенцирала, зашто јас постојано потенцирам дека сум за меритократија, најдобрите да се најдат на право место, на тоа ќе инсистирам и во оваа сфера. Понатаму, мислам дека многу малку користиме инструменти ја користиме само традиционалната дипломатија, но не инструментите на јавна, на културна, на економска дипломатија, на, ако сакате, научна, на спортска дипломатија. Тие се многу поефикасни. Тоа што може да направи еден Симон Трпчевски или еден Милчо Манчевски, не можат многу дипломати. Мислам дека тоа го пропуштивме и во односите со нашиот сосед. Таа комуникација на едно друго ниво, а кога зборувам за економската, особено е важна. Дури и мислам дека ние имаме преголема мрежа надвор на амбасади, на конзулати. Мислам дека треба да ја преиспитаме и дека е важно да се концентрираме токму на тие дестинации со кои би можеле да имаме извонредни економски релации. Професор, ќе морам тука само да се надобразам Повелете. За кохабитацијата. Така? Дали ќе кохабитирате со актуелната власт? Се разбира, со секоја власт, Како ќе кога кохабитирате, гласувањето околу одредени политики? со диалог. Кохабитацијата не зависи од нашиот карактер. Кохабитацијата е еден нормален, редовен инструмент кога се разбира, вие велите поинаку мислат, во случајов јас имам друга предност, јас не сум член на политичка партија, непартиска сум, што значи и не е тоа, да, поддржана сум од најголемата опозицијска партија, меѓутоа, мислам дека тоа воопшто не значи вистинска кохабитација, бидејќи кохабитацијата е кога председателот и парламентарното мнозинство се од различни политички партии. Јас мислам дека знам како се гради компромис со аргументи, ќе обстојувам, се разбира, на своите ставови, мислам дека тука можеме да имаме успех. Избежно е тука прашањето за името. Да. Вашиот став го кажувате повеќе пати сега на конвенциите на митинзите. Да. Значи, името е сменато. Станавме Република Северна Македонија. Се отворија вратите на ЕУ и НАТО. Да. Но во вашето обраќање од митинзите најавивте дека доколку бидете избрана на оваа функција, ќе направите одредена уставна измена и со одредена клаузула ќе го заштитите името. Како би го направиле тоа? Вака, значи, да, отворени се вратите, но ќе видиме колку се отворени. За НАТО мислам дека вратата е навистина отворена, но да бидам искрена, причината беше повеќе геостратешка, а не беше вистинско решавање на проблемот меѓу Република Македонија и Република Грција, бидејќи јавноста, обата народи не беа вклучени, ниту пак соодветно информирани за овој процес. Знаете што значи? Едно е изјава за отвореност, но набрзо ќе видиме дека за да влезете внатре, оти вие може да стоите пред отворена врата,
ама сепак да... Смятате ли дека во НАТО ќе влеземе? Во НАТО мислам дека ќе влеземе. Европскиот А унија- за ЕУ не верувам, дури не верувам дека ние во јуни ќе добиеме покана, зашто Зошто се нема да добиеме? зошто затоа што во ЕУ се влегува со исполнување на копенхагенските критериуми, а тие значат владење на правото, либерална, компетитивна, просперитетна економија, независно судство, жестока борба со криминалот и корупцијата, деполитизација и департизација на администрацијата, слободни и независни медиуми. Искрено, јас не гледам дека ние сме зачекориле. Не, ние чекоревме ние сите чекори во овие 2 и повеќе години беа врзани за решавањето на проблемот на името и тука се поставува едно логично прашање. Зарем колку се 26 министри само со тоа се занимава, се разбира. Има исчекори во некои сфери, тоа е неспорно, да речеме во социјална политика и труд гледам. Може би затоа што сум жена, па гледам онаму каде што жени се министерки. Да, гледаме дека сега во реформите во правосудството исто така има сериозни проблеми. Слоганот е правдата и ќе го потенцирам зошто, значи не е доволно да верувате во правен илузионизам, дека ќе ги донесете законите и сте го решиле проблемот. Не, истовремено кога се говори за решенија што ќе овозможат демократско функционирање, целосно во праксата се крши, значи и независноста на судството и владењето на правото. Така не се оди во Европа, во ЕУ. Законот за СР, значи номиновно и тоа прашање, преговорите се тек, некако не успеваат позицијата и опозицијата да се договорат. Вашиот став, значи, дали СЕО треба да функционира како автономна институција и да се остави да си ја доработи работата што ја почне, или треба на некој начин да се блокира работата на ово обвинителство и да стане само посебен оддел во јавното обвинителство на Република? Знаете како велат моите француски колеги, велат дека се што е специјално треба да биде од времен карактер, зашто специјалните институции зборуваат за специјален амбиент. Ние имавме таков амбиент, но јас сум правник. Во Уставот вели дека обвинителството е единствена организација, се создаде од политички причини, тоа е факт, и сега треба некако да се лоцира во рамките на јавно-обвинителскиот систем. Значи, да, јавното обвинителство може да има специфична надлежност, иако ние имаме оделение за организиран криминал во рамките на јавното обвинителство, но мора да биде дел од системот. Јас дури имам проблем за посебен закон, но тој беше донесен. И се разбира дека действија некои се превземени, треба да се довршат, но она што кај мене создава страф од паралелизам. Да не имаме ние еден јавен обвинител на Република Македонија и еден специјален јавен обвинител, ама со статус, со надлежности, па ако сакате и со финансиска поддршка, која е поголема од она на овој првиот. Се плашам да не дојде до разногласие внатре, оти кога е правото во прашање. Најважно е во таа пирамида да се знае постапката, да се знаат надлежностите, да се знае кој кому одговара, зашто ако имате поделена надлежност, но нема одговорност, може да биде загрозено правото. Се надевам дека ќе се договорат за... Значи, очекувате договор? Очекувам. Прв пат во посета на Македонија дојде грчки премиер. Ципрас беше во Македонија, имаше средби со премиерот Заев, имаа средби министрите од двете земји, се подпишаа голем број договори, меморандуми, соработката се зајакнува и двајцата премиери во изјавите на пресконференцијата напоменаа дека сметаат дека опозицијата и во едната и во другата држава со тек на време ќе го прифатат договорот од Преспа, односно кога би станале власт ако победат на некои следни избори,
нема да се откажат од договорот, бидејќи никој не би се откажал од она што е позитивно, од она што земјите ги движи напред и за нашата земја ги отвара вратите на... Па не знам дали оценката што е добро, што е лошо, зависи само од премиерите. Кога е во Грција во прашање, јас не се сомневам дека еден ден и опозицијата ќе го прифати ова решение, зашто договорот кој сака нека кажува и како сака нека објаснува е асиметричен. Едната страна има права, другата страна има обврски. Сепак, многу пати велам, и кога немало држава, имало македонска нација во 19. век. Тогаш се формирала и грчката нација, не во 5. век. Никој нема да го убеди македонскиот народ, ни мене, дека ние можеме двомесечната историја со Република Северна Македонија безболно, успешно, без трауми, со достоинство, да ја транспонираме на минатото. Оти, видите, тони книги се напишале за македонската држава, за македонската нација. Сега вие кога ја читате преамбулата, таму читате дека и линденците, партизаните, па дури и ние на референдумот во 91-та година сме гласале за Северна Македонија. Ама тоа не е точно. Тоа е што велите вие новинарите, фейк нюс. Смятате ли дека меѓународната заедница повторно фокусот ќе го насочи кон Македонија за ние да постигнеме нешто поинако како што вие мислите, затоа што како меѓународната заедница да си има своји проблеми? И како се тоа што се случува да некој ветер во грб нас не се даде, направивме компромис. Да. Меѓутоа, дали повторно би се позанимавала со нас, дали ова не е некоја шанса што ние ќе испуштиме? Ние не смееме ниту да ја глорифицираме, ниту да ја сатанизираме. Меѓународната заедница е практична, прагматична, сака да си наниже уште еден решен проблем, си има внатрешни проблеми, тече процес на редизајнирање на Европската Унија после Брекзит, и ако гледате, ако за Црнагора и за Србија во моментов нема, да, има отворена врата, ама малку ќе постојат на прагот на отворената врата, можете како да замислите како ќе биде тоа со Македонија. Ветерот може да дува, ама ако има нешто да дувне, да потурне напред, значи ако ние работевме на реформите, оваа власт, бидејќи дојде како реформска власт, со живот и... Не. Изминатата власт си замина, затоа што требаше да си замине. Меѓутоа, ние очекувавме промена, вистинска промена. Научени лекции на крајот на криштата. Воопшто не е подобра оваа власт од претходната власт, а времето е многу кусо и сега стравот, вие, јас велам, секоја власт корумпира, апсолутна, претходната беше предолго на власт, со тие предвремени избори. Меѓутоа, за толку кусо време, вие да покажете таква неспособност за реформи е навистина проблематично. Да тераат тие реформи, дури и односот на ЕУ кон Македонија, па и односот кон Грција кон Македонија, ќе беше поинаков. Зашто кога ништо не сте сториле, освен името, вие сигурно ќе гледате тоа да го прикажете како голем успех. Но да не заборавам, да не помислите дека избегнувам. Кога велам јас дека е ова неодржливо решение, воопшто не мислам дека доколку јас станам председателка, веднаш ќе почнам или да го тргам името или да не подпишувам, бидејќи јас не ја силував Македонија. Видете, името е правен факт, не само реален факт. Новото име и јас ќе подпишувам, но јас кажувам, едно е што ќе подпишувам, тоа е тоа што тие го усвоиле преку кршење на домашното и на меѓународното право, а друго е јас што ќе правам лично. Кога зборувам за лично, на што мислам? Јас имам сериозни правни аргументи. Да, ќе кажам што. Кога зборувам за комисија, не мислам јас утре ќе создадам сега едно тело и ќе тргнеме ние пред судовите и слично. Но имам искуство и уште верувам
во задолжително меѓународно право. Оти ако нема задолжително меѓународно право, тогаш, извинете, не може да постојат ни Обединети нации. Само да ги подсетам, моите критичари. И во Преспанскиот договор се вели дека сите спорови врзани за односот меѓу страните, во последната инстанца ќе ги решава кој? Судот на правдата во Хаг. Истиот оној суд, чија пресуда некои од представниците и на НАТО, и на ЕУ, и на Република Грција, и на Република Македонија, не ги признаваа. Тогаш ние одиме назад. Лигата на народите си замина од историјата на еден чуден начин. Значи, минимум право задолжително мора да постои. Што е тоа минимум задолжително право? Меѓународно, правото на самоопределување. Правото на еднаквоста на страните. Правото на немешање во внатрешните работи. Замислете, мешање во внатрешни работи било да се повикате на Рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата, која ја има подпишано Грција, ја нема ратификувано, или да се повикате на Конвенцијата за регионални и малцински јазици. Тоа се европски инструменти и тоа нема врска со мешање во внатрешни работи. Ама мешање во внатрешни работи е да треба на споменик на плоштад, кој не знам и дали е споменик, туку е авторско дело, направено 2014 година, да напишете дека имало врска со хеленското наследство. Смешно. Па тоа е интелектуална собственост на авторката. Јас често пати велам, што ако е пародија на воините? Дали би му забележале нешто на досегашниот шеф на државата Ѓорѓе Иванов за време на неговото претседателствување? Секогаш кога зборувам, знаете, прво ретко зборувам за колеги, секогаш одбивам да одговорам кога ќе ме прашат, велам тоа е прашање за наставничкиот совет. Јас му забележав кога веќе ме прашавте на претседателот Иванов за законот за високо образование, сум му забележала и за законот за парламентот, оти може да има закон за парламент, но во уставот не пишува. Значи, мора да има уставен основ. Кога зборувам за оценка на некој човек, еве и на, да речеме, сегашните политичари, јас никогаш не заборавам дека зад нив стојат стотици илјади гласови. Зад председателскиот мандат на колегата Иванов стојат 530.000 гласа. И кога ме прашувавте за кохабитацијата, на тоа мислев. Вие мора да го почитувате соговорникот заради изборот, ама јас полно работи ќе ги правам на друг начин. Не успеав на првото прашање, еве да ви кажам, например. Председателите имаат право да се обраќаат до собранието. И се сеќавате кога? Еднаш пред Нова година. Јас мислам дека обраќањето, ако се врзе за представувањето на граѓаните дома и во странство, може да биде моќен инструмент. Зошто да не ги сензибилизира председателот, председателката, пратениците за прашањата на лицата со посебни потреби, за ромите, за здравствените работници, бидејќи тоа е нашиот живот, а тие така си заминуваат и наместо да добиваат најмалку 1000 евра плата, добија покачување од 5%. Зошто да не се обрати председателот за еколошката македонска катастрофа, зашто денеска еколошката криза е број еден проблем во светот, а за мене е тоа безбедносна дилема. Или зошто ако стави председателот вето, а не го разгледуваат пратениците, туку само си гласаат, што е негирање, претходно не се обрати пред собранието за да ги образложи причините за ветото, дека се уставот и законите, а не манифестирањето на сила, па да се соочи со демократски притисок од јавноста. Зошто понатаму председателите да не водат сметка дека
уставни судии мораат да бидат луѓе кои се врвни адвокати, врвни професори, врвни судии, а не партиски луѓе. Зошто во Советот за безбедност да не седат експерти во безбедносните прашања и дилеми, туку луѓе кои се горе-долу блиски до партиите? Зошто одликувањата да одат исто така кај луѓе кои не се синоним за знаење, за креација? Значи, многу прашања има кои јас мислам дека на мој начин можам да ги направам. Жена за председател примамливо звучи, значи до сега сме немале жена за председател. За жал. Но жените на високи позиции во земјава, можем да кажем и во регионот, за жал се уште се мета на стереотипи. Да. Повеќе се гледа како се облекла, наместо што сработила. За жал. Ама дури и жени тоа го потикнуваат. Како да ги надминеме тие стереотипи? Па со докази. Значи, не ми кажувајте, покажете ми. И тоа е една од најголемите битки. Не знам колку знаете, но јас сум иницијаторката на воведувањето на квоти во изборната регулатива. И на почетокот господинот Иџет Мемети беше изненаден. Но јас му реков дека не само што ќе направите нешто добро, туку и ќе станете многу популарен и меѓу жените и меѓу мажите како вистински маж. Тоа е таа перцепција. Сега ние имаме 38% жени во парламентот, што е одличен резултат. Зошто е добро да има жени? Па во парламентот поинако ги гледаме ние работите, честопати, заради животот. И кога ќе имате две визии, две перцепции, резултатот во огледалото е подобар. Па дури имаат шанса и джентлмени да бидат мажите. Понатаму замислете само 6 градоначалнички, 4 министерки. Шокирана сум ути во президиумот на АСНОМ имало 4. Ние сме, значи, во тоа време. Гледајте што е она што исто така ме шокира. Само 18% од жените во Македонија поседуваат имот и така натаму. А дали знаете дека жените по сите истражувања во Македонија 3 пати повеќе работат од мажите? Па поголем доказ нема за тоа дека за вистинска реформа, треба и родов еден атак, да речам, една радикална родова промена. Ова што велите околу облекување, да, тоа е машка перцепција. Дека ние треба да бидеме секогаш дотерани, стокмени, па дури измислуваат дека мажите старееле поубаво, станувале уште поинтересни тогаш, а ние сме требале да се, бидејќи сме низ призма на кукла перцепција, растени и тамо да се докажуваме. Не, јас сум полиберална од партијата што ме поддржа. Мене ми е навистина задоволство што тие го разбираат тоа. И јас велам дека па само можеби некој однадвор може да ве натера да отворите една врата кон демократизација, кон реформи, кон научени лекции кои поинаку ќе ги практикувате. Оти папата Френс се сменува колку работи, а не сега ние партиите. Може само од другата страна. Ајдете. Во еден од вашите политички спотови, значи, играте на картата на жената и родовата. Значи не ги гледам многу спотовите, морам да ви кажам. Забележав вчера додека ги ставала прашањето, значи родовата еднаквост е исклучително битна. Меѓутоа имаше една интересна изјава од актирите. Ајде. Викаат жена ќе биде, нема да лаже. Зарем жените не лажат? Мажи тоа сигурно го вика, маж го вика. Жена ќе биде за председател, нема да лаже. Не знам, знаете, предпоставувам зошто велат. Па да, македонската политика до сега беше изразито машка. Мачо политика беше. Оти колку жени сме имале на клучни функции, а велиме дека овие колку се од 90-та година, речи си 30-ти години, штом сме разочарани, штом сме биле ние жените најголеми сведоци на лажни ветувања, нема поголем феминизам од тоа, ако е гласот машки, мислам, дека, еве,
Да пробаме сега со жена. За крај само уште едно пусто прашање. Не лажеме ние, не можете да излажете дека сте бремени. Не можете да излажете дека ќе родите помалку дете. Се разбира сега, јас идеализирам намерно. Зошто вие, Да. а не Пендаровски река, виден председател? Зошто јас? Па затоа што, нели, ние жените не лажеме. Зошто сум јас сега златната средина во општеството и зошто предизвикот е, па дајте дозволете да видиме дали жените лажат, дали жените навистина не ги решаваат проблемите, за да може да извлечеме ние после низ компарацијата една родова перцепција. Инаку, ќе велиме повторно до година и вие ќе прашате некоја жена на следните избори, зошто жена, зошто жените не лажат и така натаму. Не би сакала јас многу околу нив да зборувам. И благодарам. И јас.